Почитувани гледачи, добро вечер во ново издание на 24 анализа. 2 дена по првиот круг од локалните избори, понеделниот ден, денот на гласањето. Повторно ги анализираме бројките, резултатите, меѓутоа повеќе како премиси за идните потези што треба да се влечат на внатрешен и на надворешен план. Натаму ги анализираме бројките и од аспект на тоа што значи кога ги има повеќе, особено кај победничките партии, што значи кога ги нема доволно кај партиите што изгубија. Вечерва мои гости се господинот Имер Селмани. Селмани, благодарам што прифативте поканата. Благодарам, добро вечер. Така и Илија Димовски, вам ви благодарам што сте дел од ова издание на 24 анализа. Изборите оценети или првиот круг како фер демократски и ОПС излезе со истата оценка, меѓутоа со забелешки за нерегуларности кои што сите ги уочивме, бевме информирани, меѓутоа битно на крајниот резултат не влија, со исклучок на оние 4 општини каде што ќе има прегласување и не беше задоволен цензусот. Која е вашата оценка за изборите? Па, во принцип, сите субјекти во изборите, учесници во изборите ги оценија за демократски. Тоа е минимумот услов, нели, да ги сватиме изборите, ќе се прифатени од сите, и од победниците, но уште побитно и од оние кои што изгубија на изборите. Ова што се случи во 4 општини во Западна Македонија заради слабата излезеност или заради големото иселување, зависи како ќе го кажеме, е фактор кој што треба да ни стави прст на глава на сите, во контекст не само да наоѓаме сега начини како тоа да го бајпасираме, туку и да погледнеме суштински на проблемот. Ова во една од тие 4 општини по втор пат се случува, не е прв пат, неуспешни избори имаше и предходно во една од тие 4 општини, така да генерално известни беа изборите во македонскиот кампус на политички партии резултати, неизвестни беа во албанскиот кампус на политички партии, бар за општата јавност, за генералната јавност. Таму во последните 6 месеци, година дена се случуваа големи поместувања, нели, партии од власт одеа во опозиција, од опозиција во власт, напади поинтензивни, битката беше понеизвестна, многу полокализирана за разлика од македонскиот кампус, каде што генералните впечатоци и познавања ги имавме, очекувавме само да видиме кукави ќе бидат разликите, кукави ќе бидат квантумите на гласови, кај ВМРО, кај СДС, кај Левица и така натаму. Сега тоа може многу заклучоци да се влечат. Во принцип, тоа е тоа. Граѓаните дадоа мандат во поголем дел од општините, таму каде што ќе има втор круг. Горе-доле се исто така известни трките, не знам, може би остануваат 2-3 општини каде што ќе биде понеизвестно, Кичево, Карпош, Центар и така натака, но генерално другите трки се и известни. Во Тетово ќе има втор круг, но известен. Со предвидлив резултат. Предвидлив резултатот. Во Струга исто мислам дека е предвидлив резултатот. Во Скопје е предвидлив резултатот. Не знам кои други од поголемите градови останаа во трка. Битола се заврши изборите, Прилеп се заврши, Велес, Штип се заврши, Струмица се заврши. Кочани има втор круг, кој е сосема друга. Има во 33 општини. Сосема друга специфика, така да генерално сме на практично пред слетување и завршување на изборниот процес. На изборен циклус. Селмани, вие како ги доживеевте изборите и особено нели тие преточени низ резултати што се види? Значи, општиот заклучок е дека имавме доста фер изборен процес, имавме фер изборен процес од пред започнување на кампањата, целиот тек на кампањата, надпреварот помеѓу политичките ривали, тука пред се мислам на кандидатите кои што се надпреварува за градоначалничко место. Денот на изборите навистина беше прекрасен демократски ден. Немаше јавување дека имало било каков инцидент или било какви нерегуларности. На крајот на денот немаше политичка партија која што сме виделе порано, не толку многу далеку, да не годува или да не ги прифаќа изборите. Значи, дури имаше честитки од неколку кандидати према своите против кандидати. Имаше Бујар Османи прв се појави, иако беше таму најжешката битка беше во Чаир. Тоа беше очекувано заради, да кажеме, ефектот кој што го има не само врз Чаир и Скопје, туку и многу пошироко. Така што генерално, значи, заклучокот е дека имавме демократски ден, демократски процес, општо прифатлив. Веќе е известно дека повеќе од 2/3, значи 80%, можеби 85% до крајот на вториот круг изборен
градоначалничките места ќе ги преземат коалиционите партии, односно владеачките партии, која што значи признание, односно потврда за политиките година и пол, меѓутоа и голема одговорност веќе понатаму за да управуваат и на локално и на централно ниво. Она што господин Илија Димовски го потенцираше, беше повеќе од очекуван исходот кај македонскиот политички кампус, кај албанскиот политички кампус се случија драматични промени. Знаете, господинот Арбен Таравари ја напушти владината коалиција, се приклучи кон опозицијата. Се очекуваше сето тоа да влие врз резултатите на локални избори, меѓутоа очигледно дека тоа не се случи, туку едноставно Влен направи супер резултат. Избра друга стратегија, ги пикетира местата, односно градоначалничките функции кои што сака да ги добијат и не се расплина во општини каде што очигледно не беа фаворити и таа стратегија им донесе резултат победнички. Се разбира дека тука функционираше целата коалиција, имаше поддршка вкрстена помеѓу партнерите кои што се на власт на централно ниво. Меѓутоа, на крајот на денот, на локални избори, сите граѓани кои што живеат во одредена општина го имаат своето право да гласат за одреден кандидат. Така беше и во Тетово, и во Чаир, и во Сарај, и во многу други места. И очигледно Влен веќе претендира на 10 плюс градоначалнички позиции. Ако се има предвид фактот дека во Врапчиште и во Гостивар не се исполни цензусот, коалицијата која што на ДУИ со двата останати партнери, кој што претендираше да ги добие 2:1 локалните избори сега на градоначалничките функции, ќе остане веројатно со многу помал број на градоначалнички места. За сега е известно дека ги добија Пласница и Липково и Чашка. Меѓутоа Чашка не е заслуга само на ДУИ, туку и на Влен, затоа што Влен таму не излезе со свој кандидат и очигледно таму може да се брои, меѓутоа и не мора. Она што е известно пораката дека владината коалиција има легитимитет, поготово кај албанскиот политички кампус, кај партнерите кои што беа на некој начин контестирани од пред 15 месеци па наваму, да продолжи со партиципацијата на власта. Меѓутоа, од друга страна, ова победа што Влен успеа да ја капитализира, поготово во Скопје, со трите општини добиени, значи Сарај, Чаир, Арачиново, се очекува независниот кандидат господинот Азем Садики да добие исто така во Студеничани. Па ако идеме натаму, Тетово со Желино, со Теарце, со Боговиње, кој што е во некоја тесна трка, едноставно шестата изборна единица, првата и втората изборна единица, кај што носат најмногу пратеници, пак викам кај албанскиот политички кампус, очигледно дека Влен тука има предност. Меѓутоа следи многу работа. Па викам следи работа, треба реорганизација во самиот Влен, тие тоа го најавија. И очигледно ова ќе биде голема одговорност, затоа што честа да се води на централно и на локално ниво изгледа убаво, меѓутоа одговорноста е многократно за испорака на соодветни резултати. Ке зборуваме и за тоа, се разбира. Јас сакам пак околу овие 4 општини каде што не е цензусот: Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, Ростуше. Тоа се тие 4 општини. Во дел од нив, како да кажам, со традиција и селенички крај. Колку тоа се должи и на иселеништвото, што е во странство, нели? Тие нема сега. Колку се должи на неревидираниот избирачки список, бидејќи тоа и ОПСЕ сега малку го потенцира дека како препорака дадено одамна, но не е тоа направено. Не.
Видете, да рачистим, имаше такви дилеми уште пред 10 години, веројатно и ако има некаков експерт од ОПСЕ дојден тука, веројатно не искусен експерт. Значи, избирачкиот список во Македонија, за среќа или за жал, не се базира на бројот на жители, туку се базира на бројот на државјани. Секој државјанин на Република Македонија има право на глас на било каков тип на избори, дали се локални, претседателски или парламентарни. Тоа не е така секаде во Европа. Во Европа имате ситуации во кои што на локални избори и да не сте државјанин на некоја држава, може да гласате, но не можете на парламентарни и на претседателски. А не можете да гласате и да сте државјанин ако не сте жител на некоја општина, но нашиот систем тоа не го препознава и мислам заради контекстот на етнички разлики внатре во државата, тоа нити треба да се отвори како дискусија, нити може па да се реши ако се отвори, заради тоа што па тука ќе се доведат во прашање многу состојби околу други околности. Гостивар беше градот со драстично најмногу намалениот број на жители според последниот попис. Колку тој попис е релевантен, јас искрено не можам да потврдам, сум имал своји дилеми, сум ги кажувал за време на пописот, после пописот, пред пописот и така натака. Но за 26% беше намалено населението во Гостивар според попис. Колку е тоа за 20 години? За 20 години. Така. Колку е тоа точно, пак оставам, нели? За првачиња запишани исто имаше драстична бројка. Бројот на гласачи ни го покажуваат. Фактот дека веројатно пописните податоци можеби не се прецизни до децимала, но дале некаква тенденција, дале некаква насока. Затоа реков, во овие 4 општини, Маврово и Ростуч, и се од различен тип. Врапчиште е мешана општина со доминантно албанско население, но таму има и турци, има нешто малце македонци, Гостивар еден конгломерат, можеби градот кој што е најдобар пример за соживот во Македонија меѓу албанци, турци, македонци, роми, никогаш немало проблем. Маврово Ростуч е типична македонска, но македонци со муслиманска вероисповест, центар Жупа е доминантно турска, со турско население зборам општина, но генерално сите 4 општини ги поврзува бројот на луѓе кои што се иселени од тука. И вториот фактор кој што може би дал комоција, тука дискусијата на господин Салмани ми отвори простор на размислување, во Гостивар немаше клеш. Очекувањата беа дека е известна победата на досегашниот градоначалник и мислам дека немаше толку ангажман нити од коалицијата на градоначалникот, на ДУИ, на Алијанса, нити од ВЛЕН, немаше толкав степен за разлика да речеме Чаир и Сари, кога ќе ги видите, Чаир и Сари имаат по 10% поголема излезеност во споредба со минатите локални избори, заради тоа што изборните штабови и на едната коалиција и на другата коалиција беа ангажирани да ги мотивираат гласачите. Во Гостивар очигледно тоа не се случило, дополнето со огромното иселување кое што го има за жал од Гостивар, така да треба да се отвори оваа дискусија, треба да се размисли околу овие аспекти, не можеме да се доведуваме, има привремени решења, нели 2-6 месеци, не знам точно колку, со повереници, но ако пак ни се случи, а во Маврово Ростуш ова втор пат ни се случува, така да треба да се разговара после изборите. Жупа колку пати се повторува, значи до 10 пати ако не се можеби олеснување, зошто само да уште оваа реченица да не остане дилема, контекстот на композиција на општините го кажував заради олеснување и објективизација на пристапот, дека не е проблем на една етничка заедница, дека има од сите. Така, затоа ги набројував така. Така, еве Салмани, што мислите, на што се должи резултатот на условно речено победничките партии на минатите парламентарни избори? Дали затоа што се победнички партии, тоа влече сигурно, бидејќи повеќето аналитичари, луѓе што нели ги следат случувањата и во политичките кампуси и вака, сметаат дека партиите ВМРО, ДПМН и ВЛЕН како коалиција настапија сега и заедно нели на локалните избори, дека тоа е она делумно нели освоените гласови се должат и на тоа. Значи членството, симпатизерите, поддржувачите се уште во мобилна состојба, да речеме, еве 15 месеци после двата изборни циклуси. Значи, исходот на резултатот се должи секако на повеќе на многу фактори, меѓутоа, ако зборуваме од позиција на коалиционо настапување,
се разбира дека ветерот во грб секогаш видува кога вие коалициски настапувате од позиција на власт, односно на владеачка коалиција. Мобилизацијата е тогаш максимална. Знаете, политиката е интерес, гласањето е интерес, очекувањата на граѓаните дека еден градоначалник може да ги исполни нивните ведувања е дека или премногу треба да му веруваат како личност од збор, од карактер, или да веруваат дека он заедно со помош на централната власт на вистина може да ги испорача тие резултати. Така што тука има поголема комбинација на сплет на околности, меѓутоа факт е дека традиционално, од која постои ова поделба во 80 локални самоуправи, односно општини плюс градот Скопје, во Тетово, во Гостивар, во Чаир, гранчалниците што победувале, без разлика дали биле од ДУИ, дали не биле од ДУИ, па сега од Влен, добивале поддршка и од не само од албанското гласачко тело, добивале и од македонското гласачко тело, од турците, ромите, бошнајците, сите што живеат во таа определена територија со право на глас. Така што очекувано беше дека коалицијата ќе профункционира, затоа што во најмала рака има уште 2,5 години на централно ниво програми, проекти, задачи кои што треба да ги тера до крај. Она што само да се надоврзам, она што беше најголем адут на ДУИ заедно со коалиционите партнери беше токму Гостивар. Значи најголемиот фаворит беше Валбон, кандидатот на Арбен Таравари, кој што едноставно и од Влен знае дека он е фаворит, победник и така натаму. Да не се успе цензусот за 20 на гласа, тоа зборува малку за друго, значи за недоволно штабско организирање и недоволно ангажирање можеби теренско за да се постигне цензусот. Гостивар навистина е град кој што има миграција и тоа беше докажано со последниот попис, меѓутоа мислам дека можеше таму да се постигне цензус, малку, знаете, 20 на гласа на крајот на денот. Беа во прашање Врапчиште, да, 2000 гласа недостатуваа за цензусот. Значи, и во другите општини, тоа е прашање веќе на политиките, понатаму дали ќе остане овој цензус 1/3 или ќе се намали и така натаму, тоа треба тек да се... Ако се отвори ова прашање, Имер, ќе се отвори прашањето и за председателот, дали да се намали и таму, па не, види, трендовите, европските трендови не кажуваат дека излезеноста ќе, односно нашите трендови не кажуваат дека излезеноста ќе расте. Ние, значи, од самостојувањето, па наваму цело време, значи, имаме намалување на излезеноста. Те поради апатија, те поради незаинтересираност, те поради неанимација, те поради миграција надвор. Иако, фала Богу, имам мојата да кажеме перцепција, ајде сега не е суд, перцепција дека миграцијата барем полека како да стагнира, застанува. Или не е толку галопирачка, да речеме. Меѓутоа ние колку повеќе ќе идеме кон европизација на општеството, немојте да очекуваме дека ќе расте интересот за гласање. Затоа што нели гледаме во Западна Европа има држави кои што навистина има ниска излезеност, има држави кои што имаат висока излезеност. Меѓутоа трендот не е дека ќе се, ако денеска не сме успеале да имаме цензус, дека наредниот пат ќе успееме. Еве за 2 месеци, за 6 месеци нека се проба пак во овие 4 општини. Јас сум скептичен дека ќе бидат подобри резултатите. Поготово после од кога ќе се знае дека фокусот се само тие 4 општини. Така што резултатите има нешто што треба да се потенцира, тоа е дека коалицијата на ДУИ со коалиционите партнери има повеќе гласови на советничките листи. И тоа е факт, значи. Околу 20.000 гласа прилика. Да, околу 20% се тие, меѓутоа ова зборува и за стратегијата на Влен. Затоа што можеби тука победи стратегијата која што беше фокусирана на освојување на градоначалничките места, затоа што на крајот на денот градоначалниците се тие кои што се бројат. Советот,
Океј, има своји надлежности, има своји законски овластувања, меѓутоа советот е совет. Гранчалникот кај нас е функција која што е директно, непосредно избран, кој што не се повикува. За жал би рекол 4 години, меѓутоа ги има и сите инструменти на извршната власт на локално ниво. И многу јака, многу моćна функција. Тука влен очигледно си направија, значи, таргетирана стратегија и успеа да ги освојат повеќето граничарски места, иако влен односно дуи со партнерите можеби ќе бара утеа во тоа што има поголем број на гласови на советничката листа. Така. Ќе видиме и вториот круг што ќе донесе. Сакав да искоментирам дека во политиката нема константи. Самиот резултат од изборите создава нова динамика. Утре да има повторување на изборите, нема да бидат исти. Тоа сакав да ви кажам, ќе има сосема нова динамика на пресек. Од една развојна линија, пресек во моментот. Но тој пресек создава слика која што пак ќе продуцира друг развој на работите. Извинете. Димовски, дали за вас нешто беше изненадување на овие избори, да речеме, нешто што не сте очекувале дека ќе се случи, дека некоја партија нели ќе земе поголем број на советнички гласови или не знам кандидат за градоначалник, или едноставно ги предвидовте условно речено резултатите? Јас за една друга медиумска куќа неколку дена пред изборите, овој дел го коментирав, бев прашан точно околу делот односите Влен, Дуи и така натака, и од прилика вака кажав дека Влен ќе изгуби веројатно со 15 до 20.000 и тоа ќе биде нивна победа. И тоа ме прави вака некако да се чувствувам дека ете сум имал малце можеби искуството, ми дава можност да направам некоја проценка која што во детали испаднала точно. Немам големи изненадувања и јас очекував дека ќе има одреден пат на бројот на гласови кај ВМРО ДПМН, заради тоа што јас потекнувам од таа партија, член сум, гледам како функционираат работите, каква била динамиката и претходно имало година за година парламентарни, локални, го знам интересот по средините надвор од Скопје, во Скопје и така натака. Го очекував резултатот на СДСМ, го очекував резултатот на Левица. Мислев дека дуи со целиот тој контекст на двете алијанси дека ќе е поорганизирано, да бидам искрен. Не очекував можеби ТРЦ Боговиње, тие се две големи општини околу Тетово. Кој што го дефинира Полошкиот регион. Така. Сарај исто така е некакво изненадување, за чај моите очекувања беа дека ќе победи господинот Изет Меджити, заради тоа е најдолгата кампања која што ја гледавме. 3 месеци кампања беше буквално со максимална посветеност, енергичност и така натака. Струга исто така најавите беа дека ќе биде на почетокот неизвестно, но дека сите треба да очекуваме да победи независниот кандидат поддржан од Влен. Така да горе-доле тоа е. Сега, ако треба да коментираме во детали за ВМРО, ви кажав. За СДС сум кажал дека таа партија е доведена во идеолошка екзистенцијална криза. Левица има проблем заради тоа што методите кои што ја донесоа до овој квантум од гласови, 50.000 гласови, кои што ги повторува неколку циклуси наназад, значи нема веќе раст кај Левица. Тоа е 3-4 циклуси, тоа. Сега методите кои што ја донесоа до овие гласови не ја кочат да пораснат нагоре. Не може. Со истите методи, со истите начини не може Левица да оди. Нешто ќе менува, веројатно. Чисто мое видување, јас сум надвор од активна политика, па си дозволувам да коментирам, а да не бидам сватен погрешно. Добро, сигурно дека нема да бидете сватени погрешно кон оние кои што ги и прозвавте и што ќе ги прозиваме вечерва, се разбира, само анализираме. Селмани, може ли феноменот на Дуи, таа нели алијанса што се направи да го пишете, господин Димовски вели дека очекувал малку повеќе, така? Затоа што некако се здружија и со алијансата на албанците, двете крила условно речено на Селмани и Таравари и Дуи, како Дуи. Селя и Таравари. Мојата вака од перспектива на сегашно време, можем да направам компарација помеѓу коалицијата Европски фронт и коалицијата АКИ, која што беше наменски за локалните избори. Ценам дека коалицијата за парламентарните избори пред година и пол на Дуи со останатите партнери некако профункционира.
значи профункционира и успеа да се наметне како нешто ново првпат, кое што во себе да кажеме привлече многу партии од албанскиот политички блок, меѓутоа имаше и турски политички партии, ромската, бошњачката и направи резултат по гласови 137-140 илјади. Меѓутоа, ова коалиција некако имам чувство како да не успеа ни оддалеку да ја создаде таа хемија во делот на привлекувањето на гласачите. Едноставно не успеа после таа караница, да кажеме, И коментарите од Влен беа тука дека не е чисто етничка коалиција, не само тоа, значи антагонизмите или да кажеме стрелите кои што еден на друг Зијадин Селја и Арбен Таравари долго време после преземање на претседателството, па и битката која што има за титуларот на партијата, не успеа да се надмине. Значи гласачите тоа си го препознаваат. Активистите, значи после толку обвинувања, пцуења, караници, кој е легитимен, кој е крив, кој е прав, едноставно немаше време пак да се смират и да функционират како едно тело. Мислам дека тоа се одрази и врз активноста на терен, теренската активност, синхронизацијата, координацијата и едноставно ефектот што го очекува дека влегуваат со ветер во грб, поради фактот што Арбен Таравари излезе од Влен, се прикучи кон коалицијата на ДУИ, математички тоа значи требаше да значи минус тука, не знам, X гласови плюс X гласови во ДУИ. Меѓутоа тој ефект не успеа да се постигне, дури Влен се рекуперираше, ја намали разликата која што ја имаше на парламентарните избори, а со фокално прецизната кампања и наменски, значи фокусирано на градоначалничките функции, успеа да ги добие повеќето, значи огромен број 2:1, барем за сега, се односите во градоначалнички освоените места или во водства во однос на коалицијата на ДУИ. Имајќи го предвид фактот дека веројатно и Струга, кој што е кандидат независен, меѓутоа поддржан од коалицијата Влен, е во предност и работи времето сега во негова полза, ќе биде идниот градоначалник на Струга, тогаш таа разлика ќе биде уште поголема. Мислам дека, ценам дека не успеа, значи ние не ги видовме, дури еден хендикеп што мислам дека се појави е тоа дека некако Зијадин Селја и Арбен Таравари, кои што знаат да бидат вични, да добри оратори се и двајцата, некако беа настрана, не беа во само господинот Али Ахмети беше тој кој што даваше пораки, меѓутоа тие пораки беа генерални, беа пред се кон големите теми, државните теми, националните теми, меѓуетничките односи и така натаму. Имам чувство како да заборавија дека ова е локален надпревар, каде што треба тие лидерите на политичките партии да ги фалат нивните кандидати, а не да се фалат себе си. Ама некако ја засенија лидерите во еден дел. Токму тука мислам дека е хендикепот и грешката што не успеа на гласачите да ги убедат дека нивните кандидати се најдобри и дека нивните кандидати ќе ги испорачат резултатите. Туку влегувајќи исклучиво во тие големи теми, некако нивните кандидати остана засенети. А од друга страна Влен, можеби заради околностите што се уште се повеќе коалициони партнери, како секој да се бореше за својата територија, секој да се бореше за своето место, да си го добие или да си го потврди и некако ова работа си ја завршија подобро, не дека ги избегна големите национални теми, меѓутоа кога можеа едноставно работеа само теренски на работејќи само на локалните прашања и нудејќи локални решенија за локалните проблеми. Јас сум го потенцирал и во други медиуми. Навистина ми беше чеив да ги видам
и Бујар Османи како носи експерти од странство за подготовка на мастер план со проекти за решавање на она што може да се реши од Чаир, исто да го направи Изет Меджити, донесе познат експерт кој што работел во Бурса, значи Бурса е 4 милиони, 5 милиони град, значи Втора по развиеност, мислам, економска во Турција едно време, второто место го држи. Точно така, значи еден од двигателите на економијата и трансформација што е направен, и тоа беше вистински надпревар. Стварно тука беше битката и тука мислам дека за нијанса Влен успеа подобро да ја продаде својата понуда према гласачите. И во соработка со коалиционите партнери, резултати се тие што се. Така, ВМРО-ДПМН се откажа да кандидира, да номинира своји кандидати во струга гости Варнели и Тетово, тоа сигурно дека во соработка со коалиционите партнери. Видете, значи и тоа е голема доблест, голема храбра одлука на ВМРО-ДПМН. Не знаеме на почетокот кога се откажа ВМРО-ДПМН од кандидатите за градоначалник бе обвинети дека не знам предавства и така натаму, меѓутоа веројатно има тие стратегија кој што е стратегијата им донесе на крајот победа на изборите. После од кога ќе заврши пребројувањето на гласовите, победничките функции се бројат. Све друго што е кажано, што е све заборава за неколку дена, ама бројките се тие кои што остануваат. И да, ако дозволиш малце да искоментирам, пауза за реклами, да, повели. Првиот дел околу делот на пораките. Кај Дуи имаше класично промашување во изборната кампања, сега го зборам од аспект дека сум го работел сето ова на времето и знам да проценам. Значи, ние навечер ги гледавме митинзите на кои што зборуваше Али Ахмети на национални теми, а утре дента преку ден ги гледавме пресконференциите на Бујар Османи, кој што ги негираше националните теми. Он зборуваше за парковите во Чаир и за чистотата во Чаир, а овој предходната вечер Али Ахмети зборуваше дека не се битни парковите и тротоарите, битни се националните теми. Тоа е судир на пораки во кој што, знаете како, граѓаните не можат да препознаат која е главната патека и почнуваат да се сомневаат, односно гледаат калкулација. Тоа е промашување на изборната стратегија, изборната кампања и така натаму. Во делот на одлуката ВМРО-ДПМН да не кандидира градоначалници, иако била тешка од емотивни и такви аспекти, има една компонента која што никој не ја искоментира досега. Значи, соодносот на македонци со албанци во Тетово е 60:15. Отприлика сличен однос како што е на државно ниво македонци спрема албанци. Зошто е исправна одлуката за Тетово Гостивар струга? Доколку македонците одат цело време со своји кандидати и се обидуваат да добијат градоначалничката функција, никогаш нема да ја добијат. Поверојатно е македонец да има градоначалник на Воден, отколку на Тетово. И тоа треба да бидеме прецизни и јасни. Но доколку македонците не учествуваат во процесот на избор на градоначалникот, ќе бидат исклучени од понатамошните можности да влијаат на локалната политика, кој што имало претходни мандати кога беше Теута Арифи градоначалник и така натаму. Тоа би било исто како албанците во Македонија да речат ние не учествуваме на изборите, зашто секако не можеме премиерската функција да ја добиеме. Технички ја доби Талат Џафери, но тоа беше некакво балансирање 100 дена и премиерската функција не можеме да ја добиеме и нема да учествуваме на изборите, ние не кандидираме пратеници, ги си седиме во нашите куќи и не бараме ништо од држава. Или за град Скопје. Тоа ќе значеше дека 20 години албанците нема да беа вклучени во одлуките за култура, за спорт, немаше да бидат вработувани по јавни предпријатија, албанците ќе беа губитници од таквата политика. И сега, ние сме во ситуација во која што ние македонците треба да си објасниме сами на себе, дека во средините кај што сме малцинство, треба да учествуваме во политичките процеси на прагматичен начин. А ако констатираме дека во Тетово нема шанси да имаме градоначалник македонец, за жал, за среќа, не е битно, за жал се уште ги мериме така работите и веројатно во догледно време уште 10-20 години ќе ги мериме така. Се надеваме дека ќе додат подобри времења во кои што нема така да ги мериме, но ако немаме шанса да имаме градоначалник и ако сами се исклучиме од процесот на избор на градоначалникот, тогаш ние сме исклучени 4 години. Тој градоначалник утре нема никаква
обврска спрема македонската средина и велам, имаше ситуации во кои што од 17 раководители на сектори во Тетово, неколку јавни предпријатија немаше ниту еден македонец. Сега таа ситуација е изменета. Зошто? Заради тоа што еве се носат одлуки кои што навидум личат тешки, навидум личат емотивни и стварно се такви, заради тоа што треба и македонската заедница во Тетово да се соочи со таквиот факт, или во Струга, каде што у принцип немало вакви проблеми. Струга е сосема еден подруг конгломерат, по либерален на градот, од секаков аспект, и од верски, и од етнички, и така натака. Така да, велам, оваа одлука не била тешка, дури ако ги гледате од аспект на интересите на македонците во Тетово, тие што живеат во Тетово. Добро, правиме мал тайм-аут со реклами, па продолжуваме. Реклами. Почитувани, следите 24 анализа. Наши гости, како што знаете, Илија Димовски и Имер Селмани. Селмани, остануваме во рамки на владеачката коалиција ВМРО ДПМН и Влени, како се позиционира и се поставија во однос на поддршката на кандидати за локалните избори. Деновиве е актуелна една анализа која што вели дека можеби Влен да не кандидираше свој кандидат за Скопје, господин Башкин Бакиу, тие гласови 20 и нешто илјади да отидаа на контото на Орце Георгиевски, кандидатот од ВМРО ДПМН, и дека можеби ќе се имаше победник нели во првиот круг. Од друга страна велат дека Влен во однос на поддршката за Кичево некако е прилично тивка, бидејќи нели во Кичево секак има втор круг, таму е кандидатот нели на ВМРО ДПМН и на ДУИ. Влен, мислам дека утре дента се изјасни, односно кандидатот се изјасни, актуелниот министер Фатмир Лимани, кој што на прашање дали ќе го поддржи, односно дали ќе ги повика гласачите да го поддржат Фатмир Дехари против кандидатот, он даде една, парафразирам, една изјава дека тоа не би можел да го стори, поготово имајќи ги предвид прислушкуваните разговори кои што излегува по социјалните медиуми, каде што на некој начин го дискредитират повеќе или помалку актуелниот гранчалник и дека тоа ќе го остави граѓаните, односно неговите поддржувачи, кои што не се малку, во бројка да го изберат најдобриот кандидат, односно подобриот кандидат. Така што од тогаш немам слушнато некој друг поинаков став. Веројатно има време, има уште 10 дена до затварање, односно до вториот круг. По однос на град Скопје, ние прв пат, ако не се лажам, сега од перспектива на бројките што ги знаеме, така, да. Можеме да пресметаме дека можеби можеше да се заврши уште прв круг процесот во град Скопје. Инаку не знам, можеби или ја очекувал, ама за град Скопје да се заврши уште првиот круг, не знам дали се има случајно некојаш до сега. Еднаш се случи 2017. Со Пенов си има одамна случајно, си има случајно со Шилегов, но тоа со Шилегов беше вонредно заради тоа што се случи 2017 после превземање на власта, после 27 април, СЈО беше уште нели популарно и така натака. И тоа беше една еуфорија која што се уште беше базирана на шарен. Предвид сите 10 општини кои што гравитираат во Скопје, огромниот број на гласачи кои што потенцијално гласат за градоначалникот на град Скопје, беше тешко предвидлива една таква ситуација. А од друга страна, мислам дека Влен и ВМРО, моите информации кажува дека тие имат договор, дека ќе го поддржат. Тоа беше известно дека втор круг ќе биде поддржан кандидатот на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, од практична, прагматична гледна точка, неистекнувањето на кандидат за градоначалник на град Скопје од страна на Влен ќе влијаеше веројатно, можеби малку, меѓутоа можеби доволно за да не се победи во Сарај првиот круг или евентуално да не се постигне овој резултат кој што е постигнат во Чаир. Така што ќе имаме втор круг во град Скопје и ќе имаме резултат кој што сигурно ќе биде
Ќе има интересна битка, затоа што прв пат кандидат за гранчалник од СДСМ не се надпреварува во вториот круг. За град Скопје имаме кандидат на левица кој што едноставно покаже на креативност. Дечкото, односно кандидатот, водеше на така атипична кампања со бицикл, со телефон, со видеопораки и така натаму. Може и малку свежина во целото, да кажеме, ова стандардно што го знаеме во политичкиот надпревар. Така што не е лошо да се има втор круг. Веројатно понудите ќе бидат сега многу поегзактни, поточни, попрецизни во однос на тоа што ќе се понуди да во мобилизираат веќе нели упатуваат пораки во мандатот, во 4-годишниот мандат. Меѓутоа за град Скопје известна е победата, односно известен е резултатот. Така. Илија, околу Кичево ме интересира. Јовановски, кандидатот на ВМРО ДПМН во првиот круг 44,5% од гласовите освои, Дехари нели го има како против кандидат од ДУИ. Каков исход очекуваш? Таму е неблагодарно да се... Ја и го најавив тоа дека ќе биде тотално атипична битка. Кичево го зборувавме претходно пред да се одржат изборите и неблагодарно и сега да се прогнозира. Јас апсолутно нели навивам за господинот Јовановски од милион причини, но состојбата во Кичево е следна. По број по избирачки список де јуре што викаат, бројот на албанци е поголем од бројот на македонци. Де факто по состојба на терен, бројот на македонци е поголем од бројот на албанци. Зошто? Заради тоа што албанските села кои што се припоени на Кичево се доминантно раселени, иселени, но за избори доаѓаат луѓе. И тоа е сличната дебата која што имавме за друг контекст на почетокот на емисијата за Гостивар, за Врапчиште и за другите две помали општини. Така да таа трка таму си има некаква символика, не трае сега, трае веќе 15 на години и така натака. Се надевам дека ќе остане во тие културни демократски рамки, дека ќе биде сведена на тоа, но за Кичево мислам дека треба да се најде компонента и да се размислува на посериозно ниво, на државно ниво, да се најде компонента кои да победи, другите да не се чувствуваат исклучени, заради тоа што таму, за разлика од Гостивар, за разлика од Струга, Кичево е една средина во која што нема интеркомуникација изразена помеѓу двете, помеѓу македонците и албанците на терен. Тој град мора да се најде начин како локалната самоуправа нема да биде перцепирана само како албанска во контекстот денеска или само како македонска утре или задутре или по 4 години. Така да не може во Кичево да се применува winners takes it all, треба да се најде некаков систем, сите граѓани се чувствуваат дел од таа локална заедница, заради тоа што во овие услови не треба да се доведуваме во ситуација да се искреираат конфликти или недоразбирања на долгрок. Или во овој меѓупериод, односно меѓу двата изборни круга, бидејќи некој сека и тоа, ама јас мислам дека не треба. Нема таква енергија, нема таква перцепција. Иако имаше и пред првиот круг, имаше такви, но принципот дека локалната самоуправа треба да биде да припаѓа на сите, да нема исклучени луѓе поради национално или поради верска припадност, апсолутно треба да се има во предвид. Досега тоа не го гледавме, јас имам и своји роднини во Кичево, често одам таму, јас знам средината, ги знам местата, буквално наиме ќе ви ги набројам сите села од околината, поради тоа што сум шетал таму и така натака. Не зборам напамет. Македонците не ја чувствуваат општината, комуналното предпријатие, локалната самоуправа, институциите на локалната самоуправа како свој воопшто. И тоа не е добро. Не би го посакал тоа и на албанците да им се случи vice versa, обратно, и мислам дека треба да се наоѓаат контексти, решенија во некои времења после локалните избори, тоа да се надминува некако. Значи така само да надополнам, значи тој принцип не треба никој во ниту една општина во државата каде што не е мнозинство да се чувствува исфрлен. Значи не треба такво нешто ниту во Кичево, ниту во Гостивар, ниту во Куманово. Така. Не само по етничка линија, и по партиска линија.
Знаете, ние сме виделе порано, значи ако знаеме дека таа мало или таа улица не гласала или гласала против, ќе биде заборавено за 4 години, ниту сијалица нема да се смени, ниту тротоар, значи не треба тоа. Значи треба нова култура, полека ние треба да се цивилизираме, дека со денот на изборите граначалникот е граначалник на сите. И тие што не го гласале треба да го прифатат, ама и граначалникот треба да биде сервис на сите граѓани. Апсолутно. За Мециновиќ, бидејќи господин Селмани се изјасни, дали очекувавте дека левица ќе влезе или со свој кандидат за Скопје? На анкетите се гледаше известноста. Јас се согласувам со господин Тимур Селмани дека доколку Влен немаше кандидат за Скопје, да, ќе завршеше трката во прв круг, но тоа ќе направеше проблем веројатно на идентификацијата на Влен визави коалицијата на ДУИ, што па за владата во тој момент, мислам правилно, беше поприоритетно да се стабилизира албанскиот партнер во владата, кој што беше под сериозен напад отколку што е македонската компонента. И тука навистина се покаже една кохезија, која што ја спомнавте вие, која што е за респект и се надевам во следните 2-3 години ќе биде искористена па за една друга позитивна енергија за овие дебати кои што ги отвараме, полека проблематичните точки кои што се наследени, или имаше и со балансерот проблеми, со законот за јазици, тие прашања да се решаваат, да се затвараат и така натака. Видете за Скопје, има две компоненти кои што сакам да ги истакнам. За од сега натака, ова анализа ја направив. Ако малку за перспектива. Прво, политичката моќ на ВМРО ДПМН е влеен, бројот и така натака е огромен. Тоа е мислам дека апсолутно дури и сите други да се обединат е недостижно. Композиција за Скопје. Тоа е недостижно, но тоа не е толку битно. Има две работи за мене кои што мислам дека се битни. Прво, и го спомнав пред 15 на минути. Левица е таква партија која што на секој избори најавува дека сега расте, и вие често имате интервју со представници од Левица, што го почитувам, но не расте. Левица е на тие 50, 55, 60, 45.000 гласови веќе 3-4 изборни циклуси. И никој се уште не им го кажал тоа дека окей, вие најавувате дека ќе растете, ама не растете. Тоа е првата компонента. Втората компонента, Левица не е партија која што покрива цела Македонија. Очигледно е само скопска партија. Веќе дури и во мојот град Велес, кој што има солидна советничка група, направија некои измени, никој не ги разбра, им падна бројот на гласови од минатите локални избори за 1000 гласа. А имаат добра советничка група, прилично активна и така натака, препознатливи лица во нашиот град, неразбирливи потези, но во контекст на Скопје. Мислам дека да не беше експериментот со господјата Арсовска, можеби нов кандидат, млад кандидат, ки имаше поголеми шанси да влезе во перцепција на граѓаните на Скопје. Сега ние се доведуваме во ситуација кога основната функционалност на градот е апсолутно потрошена. Борам за собирање смет, за мијење на улици, за функционирање јавен сообраќај и ред други работи. Ништо не функционира во градот. Сега, од една страна имате кандидат за градоначалник на Скопје, кој што веќе е градоначалник 4 години, еден од најуспешните, со некаков трак рекорд на спроведени проекти зад себе, и имате млад, интересен лик, кој што нема таков трак рекорд. Мислам дека граѓаните на Скопје во оваа ситуација нема да влезат во можноста да експериментираат, заради тоа што обидот за експеримент пред 4 години не заврши славно. Така, да не ги заборавиме тука и огромниот корпус, имавме неважечки околу 53.000 ливчиња, 53.000. Тоа е порака веројатно. Така, 60.000 независните зедоа, 200.000 не излегува, значи тоа е корпус на гласови од околу 310.000 гласови. Без да спомнувам примери на независни кандидати за да не навредам никого, но сакам да предупредам дека делови од опозицијата активира или поддржуваа независни кандидати за да се пресметуваат и ребалансираат внатре во своите структури. Велам, нема никаде никого да го спомнам, ни да именувам, но сакам да предупредам дека ова е за македонскиот кампус, имаше на неколку позиции низ Македонија кандидати кои што беа само
одмерување или пресметка внатре во Социјалдемократскиот сојуз или странични кандидати поддржани од делови од Социјалдемократскиот сојуз за да направат и тоа најмалце еве во 3 големи градови. Ќе споменам без да набројувам. Така да и тој обем на независни гласови, имајте го дека во предвид има одливање од некои други партии. Неважечките имаат пораст значаен и тоа е некаква порака која што власта секако треба да се ја земе во За предвид. Карпош, која веќе сме кај Скопје и скопските општини, за Карпош ме интересира кандидатот нели на ВМРО ДПМН со предност од 1500 гласови пред кандидатот на коалицијата Јас сум Искуство за бил успех. на локално ниво советник, не сум бил градоначалник. Господинот Тимер Салмани бил градоначалник, има поголемо искуство од тој аспект. Но искуството на наблюдување или учествување во изборните процеси ми вели едно. Многу е тешко да победите актуелен градоначалник, посебно кој што бил подолго време, заради тоа што локалната самоуправа подразбира и вршење на уличката, ламбата, светлото, детето, школото, градинката и така натака. И тоа е дневна обврска на градоначалник. Резултатот на кандидатот на ВМРО ДПМН искрено и мене ме изненади позитивно. Јас очекував дека таму ќе биде разликата поблиска, дека нема да биде на советнички листи е поголема разликата, секако, но и на градоначалнички очекував да е поблиска разликата. Оваа разлика од 1500 гласа ми создава оптимизам дека можеби и финално резултатот ќе заврши се во тој исклучува контекст. па ни мохта за коалицирање, коалициониот капацитет на партиите кои што имаат своји кандидати, нели не влегоа на првите две носички позиции. За Карпош зборувам. Сега и тоа така се коментира. Салман, или нешто околу тоа? Карпош е, ајде кажеме, Карпош и Центар се препознатливи дека гласат граѓаните многу по сопствено убедување. Значи таму не може да се насочат гласовите. Она што можам да го подвлечам е дека минатите локални избори, кога водеше тогаш кандидатот на СДСМ, господин Стефче Јакиновски од вај влезе во вториот круг. Така. Сега, од негова перспектива, она има подобра пол позиција. Меѓутоа, како ќе успее да се менаџира овие гласачите кои што гласале за против кандидатите и на господин Стефче Јакиновски, значи гласале за Маја, гласале за не знам останалите кандидати. Имаше така листа една и левица. Така што кој што се имаше, да. во голем број останува да Тоа се да се околу види. 6000 гласови. Значи останува над да се 6000, види, да. меѓутоа интересен ќе биде Карпош. Да, Поизвестен е затоа и Центар. го споменав, да. Поизвестен е Центар. Да. Според мојата перцепција, не знам Илија дали ќе се согласи, значи таму поизвестно е дека господин Горан ќе победи, според моите информации, меѓутоа во Карпош е некако Ето, мене ми е полесно да анализирам, зашто Battleground општини се општини каде што ВМРО многу ретко победува. Така да би било проблем ако бевме во ситуација Прилеп или Штип да го изгубиме или Велес. Така Добро, да. Струмица се случи после 20 години. Струмица на почетокот на 90-тите години беше општина која што беше така. Таа општина е веројатно специфика кога ВМРО беше слабо во Струмица имаше 2 пати, 3 пати градоначалник, Грчев и Јанев, ако ги Јанев до 2005 година беше Јанев. И претходно беше Васил Грчев, после тој стана врховен судија. Па кога беше ВМРО јако, а СДСМ слаба, па таму обратно беше, така да чуден е контекстот, веројатно и менталитетот и структурата Добро, ние на само анализираме, нели, со претходни искуства, знаења, аритметика и математика, да дадеме некакво светло. И за Куманово ще сакам да прашам, па следните 8-9 минути на други прашања. Мене ми е интересен феномен, пак без разлика што сум член на ВМРО ДПМН и сум препознатлив по тоа, се обидувам некогаш да ги објективизирам работите. Мене ми е интересно дека и во Струмица, и во Куманово, и во Скопје имаше структури од СДСМ кои што се обидуваа да изградат позиција за да контестираат позиција во врвот на партијата и сите тие обиди останаа неуспешни. Центар, ако ја земете, кандидирањето на Билјана Ивановска не беше без поддршка од дел од структурата на СДС. Тој обид остана неуспешен. Може би незадоволните од СДСМ. Не навлегувам, не дефинирам имиња и така натака. Во Куманово истото ситуација имаше
независни кандидати, други кандидати, трети кандидати, па сега се изменја работите и се случува практично во центар, во Струмица и во Куманово, овие репозиционирања се случува, има и уште неколку други градови кај што се случија слични репозиционирања, се некаква предигра за голема битка кој ќе го води СДСМ во иднина, но прерано е да не изгледаме мистични од сега да ги дискутираме работите. Може да се заклучи дека сите структури на СДСМ на сите нивоа ги изгубија изборите, остана уште центар, да видиме Горан дали ќе успее да победи или нема да успее. Сите други ги изгубија изборите. И Куманово, и Струмица, и некои поранешни структури. Да, Крива Паланка, ама таму се заврши разликата со 200-320 кандидати, 50,5 со 49,5 и на крај на кришта тешко е да промените актуелен градоначалник. Видете ги општините каде што имаше актуелни градоначалници од СДСМ, кај што се уште СДСМ имаше некаква активна структура, излезеноста беше налик на чаир на Сари, со 10-15% погоре. Во Велес, кај што не постои СДСМ, или во Штип, кај што за жал не постои веќе, како да ви кажам, 2.000-2.500 гласа освои СДСМ во Велес, а била партија 15-18.000 гласа освојувала во Велес СДСМ. Така да, тоа е таа разлика. Според оваа аналогија, односно паралела, веројатно ќе беше многу потешко на ВМРО да помине во Струмица, да останеше кандидат актуелниот градоначалник. Мислам дека да и мислам дека и анкетите тоа го зборуваа, но реков, сите тие битки во тие 3-4 градови, тука и Битола ќе го додадам во друг контекст, но и таму имаше поместување на гласачи од СДС кон независен кандидат заради внатрешни битки. Сите тие поместувања се внатрешните, што се легитимни, логични и очекувани заради тоа што СДСМ мора да помине низ едно крешендо. Не е добро за државата тоа што немаме опозиција, а левица не може очигледно да пополни тој простор. Уште 6-7 минути имаме до крајот, баш сакам околу тоа дека апсолутната власт обично се збори апсолутната власт апсолутно корумпира или апсолутно краде, но еве да ја свртиме од другата страна, па зошто еве да не сметаме дека апсолутната власт ќе оди во принцип за подобро, нели, за сите граѓани на државата, да нема опонирање, да нема ставање сопки едни со други заради тие крупни процеси пред кои што, нели, е исправена држава. Нема апсолутна власт, ако се погледна, значи, шароликоста на советите на општините, значи по бројот на градоначалници, да, 80-85% веројатно крајот ќе биде, бројките ќе бидат во полза на владачката коалиција. Меѓутоа, апсолутна власт не може да се очекува, нема, а апсолутна одговорност, да. Затоа што сега сите погледи, сите рефлектори на јавноста и очекување ќе бидат према владините партнери кои што ќе владеат со Скопје. Скопје ќе биде, значи, сите рефлектори на половина граѓани од државата буквално очекуваат што ќе биде наредниот ден од кога ќе се смени власта во најголемиот град кој што има еден голем товар да се исправи, да се доведе во одреден ред и да се развие, односно да се реализираат проектите кои што го гушат Скопје. Така што почнуваме од тука. Секако дека позицијата председател на држава, мнозинство во парламентот, владата и градоначалниците, локалната самоуправа носат огромна предност, затоа што едноставно немате кој да ве блокира во проектите, во намерите, носи огромна одговорност и предност и одговорност. Меѓутоа, со искуството кој што не е многу далеко, значи некаде 2013, 14, 15, ценам дека нема да се направат грешките кои што во минатото, кога имаше пак една апсолутна власт, коалиционите партнери, поготово ВМРО да помане, нешто памтат од тоа и нема да ги повторат. Да. Еве, не знам, Илија нека каже. Ќе прашам. Јас во овој период сум бе така без партиски, без државни функции, се чувствувам покомотен некојаш и да искритикувам, така да ќе пренесам порака. Да. Добро, пред нас еве што мислите и за тоа прашање, да го искористам вашето присуство тука, уставните измени.
се очекуваат од нас веднаш после изборите. Што предвидуваш за овој процес? Може да ви дам атипичен одговор. Прво, дали треба да имаме добри односи со Бугарија и со Грција во тој пакет? Да, но не по цена на отстапување од националните елементи кои што му се значи на македонскиот народ. Според сите истражувања, 85 до 87% од македонците во Македонија се против овој пакет кој што е така некаква насила се протна на краток период пред промена на власта. Дали од тоа зависи интеграцијата на Македонија во Европската Унија? Фикција? Не зависи од тоа. Зависи од генералните одлуки, геостратешките поместувања на европскиот континент. Многу повеќе зависи од тоа како ќе се развива војната во Украина, нашето интегрирање во ЕУ, отколку ситните локални проблеми кои што некогаш се стимулирани од европските држави за да има оправдување зашто некој процес е запрен или ќе се запира. Јас да ве потсетам дека уште во 95-96 година нас Хавиер Солана и некои други тогаш европски лица ни викаја се уште малце па готово влегувате во Европска унија. И тоа значеше знаме, тоа значеше име, тоа значеше отстапки историски во Преспанскиот договор, тоа значеше отстапки историски во Францускиот договор и тоа создаде една акумулирана фрустрација кај македонскиот народ, која што не е базирана само на оваа тема. Туку е базирана на целокупното нели кои што нели граѓаните албанци кои што се на оваа тема доминантно за да има нели и македонците видете колку што е интересно. Ајде да го расчистиме и таа дилема. Колку што се албанците заинтересирани за влез во Европската унија, толку се и македонците. Од истите причини. Зошто? Балканскиот простор историски, културно, идентитетски не е граден со граници внатре во себе. Границите нас не ги нацрта европските сили. Овие граници се нацртани од европските држави. Пред 100 години. Така. 120 години постојат овие граници, не постоеле никогаш овие граници. Никогаш помеѓу Битола и Корча на патот немало граница. Тие два града биле сбратимени града, функционирале заедно. Еве да ви извадам од контекстот на Скопје. Така, да ви извадам од контекстот на Скопје, да ве однесам во тој дел. Значи, дел Костур, Корча, Битола била една културна средина во која што се пеело на различни јазици, ама музиката била иста. Што ми е поентата? Колку што албанците имаат интерес да влезат во Европска унија заради некаква комоција на функционирање културно, јазично во еден склоп ново Европската унија, толку и македонците имаат интерес. Не случајно ви реков превеска дека во Воден полесно ќе има градоначалник, не заради тоа што ќе има, туку и досега имало во овие 20 години градоначалници македонци во Воден, како што има во Тетово албанци. За македонскиот народ, затоа реков, е од исклучително значење решавањето на проблемот со Бугарија. Но таму ние во Бугарија го немаме проблемот со бугарите. Ние во Бугарија го имаме проблемот со македонците. Зошто? Заради тоа што пола од елитата политичка во Софија, економска, бизнис, културна, образовна, спортска, универзитети, генералштаб на армија и така натаму, пола од таа елита се потекло од Македонија. Нивната идентификација е раздвоена од нашата пред 100 години. Кога влегувале грчките војски тука доминантно, но и кога влегувала српска војска, кога имало поместувања, Прва светска војна, Балкански војни, така, огромно иселување се случува кон Бугарија. Сега ние треба да се докажеме со нив, ние не можеме нив да ги убедиме дека нивните дедовци сгрешиле. Никогаш нема го прифатат тоа, зашто тоа ќе создаде фрустрација. Исто како тие што не можат нас да не убедат дека нашите дедовци сгрешиле што останале тука. Треба некаде да се најде разбирање и да се реши тој проблем. Значи, не велам дека македонската држава, не зборам за владата, зборам за македонската држава. Македонската држава мора да најде начин како да им се обрати на тие луѓе во Бугарија кои што се од Македонија. А се делови од сите сегменти на оваа елита и да ја прати таа порака на некакво разбирање. Да видите таму во Бугарија цитирани околу ова дека пола од елитата се немам дилема околу ова што го зборам воопшто. Господин Селмани,
Што мислите околу ова прашање, нели како следно, еве денеска и Вајц, нели Вете, известувачот во Европскиот парламент за ова е Македонија исто вели очекуваме да завршат изборите есенцијално и прашање да се за пристапи сите кон нас уставните како избори. граѓани Така. на ова држава и за наследството кој што сакаме да им го оставиме на нашите деца. Значи ова не е влези па излези, ова не е промена која што едноставно ќе ја направиме па ќе видиме како ќе се движат работи, туку значи есенцијална промена во нашиот живот, во нашата иднина и така натаму, не само нашата, туку на сите идни поколенија. Така што има многу други работи кои што ние можеме да го искористиме времето, пошто не е само реформа уставот. Уставот да, секако ја бара Европската комисија, е дел од договорот и така натаму, меѓутоа и дел е процес кој што може на некој начин да се најде формула која што обострано ќе ги задоволи очекувањата и на бугарската страна и на македонската страна. Реформи, измени во внатрешните регулативи има во најава и во самата Европска унија. Нешто што вчера, завчера, нели прочитавме е дека длабоко се размислува да се исклучува ветото, односно потребата од едногласно гласање за проширувањето, со напомена дека новите членки би биле нови членки, меѓутоа без право на глас во рамките на Европската унија. Тоа Макрон ни го најави пред 7-8 години, со нели трите нивоа на трите Така што мислам дека ние сега ќе го чекаме извештајот, треба не да чекаме што со преговорите со Софија, туку треба да ги видиме евентуално нашите слаби се уште страни во нашата држава, завршија локалните избори, односно ќе завршат локалните избори, владата има уште 2,5 години до наредните избори да ги завршиме нашите обврски кои што зависат од нас. Тоа што не зависи од нас, едноставно не може да го направиме и да го посакаме најдоброто. Меѓутоа не секогаш ќе се реализира онака што ние очекуваме. Ама тоа што зависи од нас, мислам дека тука немам никаква дилема дека од прв до последен како граѓани на ова држава ние треба да се ја завршиме, да бидеме европјани и тука, а се разбира сите сакаме да станеме полноправна членка на Европската унија. Значи не е во ничи интерес, не само на албанците, на македонците. Значи јас имам толку пријатели во Источна Македонија кои што бизнисите не од ќеив ги преселиле во соседните градови во Бугарија, затоа што полесно им е да регистрираат 100 шлепери таму, да возат по цела Европа, да им извадат престој државјанства на нивните шофери, да функционира бизнисот и така натаму. Веројатно тоа нерадо го прават не заради тоа што се чувствуваат бугари, меѓутоа заради тоа што економскиот интерес им наметнува тоа да го направат. Веројатно ако тоа утре ден Албанија влезе пред нас во Европската унија, ќе се случи со еден добар дел и од албанците тука. Така што тоа е работа комплицирана, е тема која што сме ја разговарали многу пати, е главна дебата, стратешка дебата, ќе се разговара многу, меѓутоа има задачи кои што ние треба уште да ги завршиме тука кај нас дома, кои што не се поврзани со преговорите со Бугарија, а за Бугарија не треба да бидеме пасивни. Треба да работиме, да бараме решение кои што нас не одговара. Една проактивност да изнесеме. Проактивно секако. Така, Имер Селман и Илија Димовски, благодарам што бевте дел и гости на ова издание на 24 анализа. Почитувани, довидување.